Ако сте на програмата на Телевизија Плюс, ќе го проследите најновото издание на Дневникот. Останете со нас. Обука на наставници во Браќа Миладиновци за инклузивни ученици. Клубот на млади при Црвениот крст со одлични резултати на надпреварот по прва помош. Земјоделците најмногу аплицираат за житни култури. Во основното училиште Браќа Миладиновци се одржа предавање на темата изработка на индивидуален образовен план од наставници кои што работат со ученици со посебни образовни потреби. Предавач беше магистар дефектолог Милена Илик-Пешиќ. Имајќи ги во предвид потребите на учениците и наставниците, во основното училиште Браќа Миладиновци денеска се одржа предавање кое се однесува на изработка на индивидуален образовен план кој се изготвува од страна на наставниците, а им служи во својата работа при оценувањето и работата со ученици со посебни образовни потреби кои се вклучени во редовната настава. Бидејќи повеќе од 10 деца веќе се инклузивни ученици во ова училиште, предавачот магистар Милена Илик-Пешиќ смета дека се пројавува и потребата за обука на наставниците како да го изготвуваат индивидуалниот образовен план. Инклузијата е процес кој е во тек и кој допрва треба да се развива и треба да се бараат најразлични форми како можеме да и помогнеме на инклузивната практика. Секогаш во овој момент не се доволни овие кратки обуки и ние ќе се трудиме во што поголем број и во што поразлична форма да бидат обуките кои ќе им помогнат на наставниците. Се разбира дека тоа не се дефектолози, тоа се стручни лица во својата област и ние сме тука како стручни соработници дефектолози, конкретно јас и други мои колеги кои ги има во основните редовни училишта да им помогнеме на наставниците колку што е можно повеќе. Децата со посебни образовни потреби кои се вклучени во редовната настава одлично се прифатени од своите соученици, кои што доколку има потреба им помагаат и другаруваат со нив, вели дефектологот Илик-Пешиќ. Не е исто детето да остане дома и да е вклучено во образовниот процес, каде што со него ќе работат стручни лица, оние кои се образувале за тоа и кои сакаат својата работа, така да секогаш се гледа резултатот на крајот, меѓутоа ние се надеваме дека сме во можност да ја подобриме нивната состојба. Секогаш ни треба помош, јас ги повикувам сите добри граѓани да дојдат да не видат, ние сме отворени за соработка, одредени донации ни се потребни за да се подобрат условите за овие дечиња. Основното училиште Браќа Миладиновци е единственото во градот кое има и 9 посебни паралелки со ученици од 1 до 9 оделение. Со учениците чија што бројка од година в година варира, но секогаш се движи од 45 до 50, работа десетмина дефектолози. Вчера околу 2 часот и 30 минути во дискотека во Проевце, додека лицата ФА 26 години и РВ 25 години, двајцата од Куманово седеле на една од масите, дошол ИФ од Куманово и почнал да им се заканува, информира Министерството за внатрешни работи. Од вработените во обезбедувањето на дискотеката бил избрскан од објектот. Околу 4 часот ФА и РВ со патничко возило Мини Купер со кумановски регистарски ознаки, собственост на РВ, тргнале на бензинска пумпа лоцирана на булеварот Октомвриска револуција, која се наоѓа во близина на Проевце, но во непосредна близина излегол ИФ кој им дал знак да застанат. РВ застанал и излегол од возилото, пошто ИФ со гумена палка го удрил во пределот на главата и побегнал од местото. По кратко време ИФ му се јавил на ФА да дојдат во близина на истото место за да се смират. ФА и РВ отишле на местото каде ги чекал ИФ. Додека ФА излегувал од возилото, ИФ со нож го прободил во десната нога, а потоа со неговото патничко возило Ауди А3 со кумановски регистарски ознаки заминал во непознат правец. Се преземаат мерки за целосно расчистување на случајот. На територија на општина Куманово утре и наредните денови ќе се спроведе есенска дератизација против глувци, информираа надлежните од секторот за инспекцијски надзор. Третманот ќе се изврши со поставување на мамци во отворите од шахтите на постоечката канализациона мрежа, а ќе бидат опфатени и отворите што служат за собирање на атмосферската вода. Препаратот што ќе се користи спаѓа во група на антикоагуланти, а ќе биде во облик на парафински блок. Се предупредуваат граѓаните
да не се движат во близина на поставените мамци, а во случај на наоѓање на родентицидот на отворено, да не го допираат. Ако временските услови дозволат, дератизацијата ќе трае 3 дена. Претходно дератизација беше извршена во април и мај и со оваа дератизација се очекува да бидат опфатени приближно 2000 шахти. Со прва помош по дисеминација, 6 во прва помош, се врати клубот на млади при општинската организација на Црвениот крст. Одржавниот надпревар кој што се одржа викендо во Скопје. Волонтерите од Куманово се надпреваруваа со 20 организации на ниво на државата. Клубот на млади при општинската организација на Црвениот крст Куманово викендов учествуваше на државниот надпревар по прва помош, кој што се одржа во Скопје, при што освои 6-то место во прва помош и прво во дисеминација. На 26-тиот државен надпревар, кој традиционално го организира Црвениот крст на Република Македонија, учествуваа 22 екипи од државата. Нашата екипа ова година достигна најголем успех, односно досега ова е недоброто место кое го има освоено екипата на Црвен крст Куманово. Имаше пунктови каде што правевме преврски, односно саниравме повреди, и пунктови за забава каде што можевме да се релаксираме. Задоволни се вративме од надпреварот и мотивирани да продолжиме да учествуваме и на наредните надпревари. Целта на овој надпревар е промоција на првата помош кај младите, нагласувајќи ја хуманата компонента, која е од непроценливо значење за овозможување на безбедно секојдневие. Учествуваа волонтери кои се од дел од екипата на прва помош, обучени, веќе имаат учествувано на неколку надпревари и се надеваме дека и во иднина ќе продолжиме да се надпреваруваме и ќе постигнеме некој поголем успех од ова. Клубот на млади при Црвен крст Куманово предходно освои најмногу поени на општинскиот надпревар по прва помош, на кој учествуваа 4 екипи од средните училишта од градот. Со победата тие се пласираа на државниот надпревар. Во следниот период волонтерите ќе се посветат на други активности, како и на продлабочување на соработката со останатите општински организации. Десетина населени места во текот на утрешниот ден ќе останат без електрична енергија, поради најавени прекини од компанијата Ева на Македонија, информираат од регионалниот центар за управување со кризи. Во период од 8 часот и 30 минути до 15 часот и 30 минути без струја ќе останат Стеван Филиповиќ, Анга Ранковиќ, 6 април, Руѓер Бошковиќ, Ѓуро Пунџар Стари и околината. Без електрична енергија ќе останат и селата Табановце, Војиновиќ и Спото, и тоа во период од 8 часот и 30 минути до 13 часот. Станува збор за најавени прекини поради интервенција во електродистрибутивната мрежа. Земјоделците од Кумановскиот региони годинава најмногу аплицирале за субвенции за житни култури. Поднесувањето на барањата за субвенции заврши на 15 септември. Во единствениот регистар на земјоделски стопанства евидентирани се приближно 7000 земјоделци. Најмногу барања за субвенционирање од општините Куманово, Липково и Старо Нагоричане поднеле земјоделците кои произведуваат житни култури, односно пченица, јачмен, пченка, информираа денеска надлежните од подрачната единица на Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството. Конкретни податоци за бројот на поднесени барања за субвенции нема, бидејќи дел од земјоделците аплицираат од дома по електронски пат, дел во подрачната единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, а приближно 1200 земјоделци поднеле барања за субвенционирање во подрачната единица во агенцијата. Имат обичај од 2 месеца рок за поднесување. Последните 15 дена негде околу 80% од земјоделци поднесуваат субвенција. Тоа е практика и од поранешните години. Така да последно време, тие 15-20 дена последните, знаат да се ствара гуџва, да се соберат луѓе, да чекаат, па од преоптеретување на системот може да доаѓе и до некои прекини и така натаму, така да има потешкоти повеќе и имајќи тоа предвид дека оваа работа како активност е на подрачна единица на Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство, ние излегуваме на пресред доброволно тоа да направиме. Ние како агенција
тие земјоделци што доаѓа тука не ги враќаме назад. Не за субвенции, било за што можеме да дадеме некоја помош или разни потреби што има тие. Добар дел и од сточарите кои одгледуваат говеда, овци и кози поднеле барање за субвенционирање, а речиси сите кои одгледуваат градинарски култури поднеле барање за субвенции. Инаку во единствениот регистар на земјоделски стопанства евидентирани се приближно 7000 земјоделци од Куманово, Липково и Старо Нагоричане. Рокот за поднесување барања за директна финансиска поддршка во земјоделството заврши на 15 септември. На локалитетот Камени кукли во селото Куклица, Кратовско, во недела ќе се одржи традиционалната манифестација Шопска свадба, која ја организира Сдруженијето Етно Ризница. Организаторите очекуваат неколку илјади посетители, кои како претходните години ќе го следат перформансот на свадбената веселба. Во првите 2 години на одржување на настанот се одвиваше со цела свадбена церемонија. Младенци кои возобнувувајќи ги старите обичаи се венчава во традиционални носии од североисточниот регион. Но годинава нема да има младенци, туку ќе се одржи сценска адаптација во изведба на членови на културно-уметничкото друштво Ѓоко Симоновски. На локалитетот ќе бидат презентирани обичаи на шопскиот дел од регионот, а организаторите ги повикуваат сите жители од овој крај да присуствуваат и да ја омасуваат манифестацијата. Предвидено е да се одржи пригодна културно-забавна програма. Собранието на Република Македонија по скратена постапка го изгласа законот со кој работниците ќе добијат минимална плата од 12.000 денари. А на денешното продолжение на седницата беа изгласани законите со кои се предвидува обештетување на стечајците и укинување на радиодифузната такса. Собранието на Република Македонија во вчерашното попладневно продолжение на 12-тата седница со 70 гласа за, без воздржани и против, го донесе законот за зголемување на минималната плата, со кој официјално треба да започне исплатата на минимална плата во износ од 12.000 денари. Зголемувањето на минималната плата ќе се однесува на сите работници, односно таа ќе треба да биде исплатена и за вработените во кожарската, текстилната и индустријата за обувки. За таа цел, месечно ќе се издвојуваат 1,5 милиони евра буџетски средства, со кои ќе се поддржуваат компаниите да го исплаќаат овој износ на минимална плата. Според пратениците од опозицијата, со законот се дерогира изборниот законник и се носи популистичко решение, кое нема да има никакви ефекти на среден и долг рок. Овој закон, сметаат од ВМРО-ДПМН, е наменет за предизборни цели и се очекува со негово донесување работниците кои ќе добијат покачување на минималната плата да гласаат за СДСМ на предстојните избори. Пратениците од парламентарното мнозинство ги негираа обвинувањата, истакнувајќи дека законот не е предизборен политички маркетинг, туку дека како лево ориентирана партија предлагаат закони кои имаат социјална димензија. Дел од нив издржаноста на законот ја оправдуваат и со тоа што никој од опозицијата не поднел амандман по однос на истиот. Според пратениците од СДСМ, со законот се враќаат парите кај граѓаните со ниски приходи. Ќе придонесе само да има правилна распределба на приходите и граѓаните да се чувствуваат рамноправни. Со државни субвенции ќе се покријат 70% од трошоците на работодавачите за исплата на минималната плата. На дневен ред денеска се најде предлог законот за материјално обезбедување на невработените лица поради приватизација на предпријатија со доминантна сопственост на државата. Со 82 гласа за се решава екзистенцијалното прашање на стечајните работници. На дневен ред исто така по предлог на парламентарното мнозинство по скратена постапка се најде и предлог законот за изменување на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги со кој се укинува плаќањето радиодифузна такса. Според измените во законот, парите кои македонската радиотелевизија досега ги добиваше од собраните средства на оваа давачка ќе бидат издвоени од државната каса, односно 0,5% од вредноста на буџетот на годишно ниво. За таа цел ќе бидат издвоени 885 милиони денари годишно за 2018 година. Јавниот сервис, освен од државни пари, ќе се финансира и од приходи од кабелски оператори и приходи остварени од продажба на програмата произведена од самата продукција на телевизијата.
Владејачката партија СДСМ на предстојните локални избори ќе настапи со број 19, а најголемата опозицијска партија ВМРО ДПМНЕ под број 7. Алијансата на албанците ќе настапи под број 9, Унитети и НДП под реден број 2, коалицијата на ВМРО ДПМНЕ под број 13, Движењето Беса под број 14, Дуј на избирачкото ливче ќе се најде под реден број 3, ДПА ќе биде под број 15, Гром под број 12, Левица е на реден број 16, НДП на Јанко Бачев ќе се најде под реден број 6. Први на изборната листа ќе бидат Социјалдемократската партија на Македонија, Партијата за демократски просперитет под реден број 17, Партијата на Амди Бајрам, Сојузот на ромите ќе се најде на број 18, Дуј Беса и Алијансата за албанците на изборите ќе настапат заедно на 2 места, во Охрид и Битола, под реден број 4. На локалните избори ќе учествуваат 20 политички партии и коалиции и 63 независни кандидати. Времето денеска во Куманово беше сончево, а дуваше јужен ветер. Максималната температура изнесуваше 30 степени, а минималната 10. За утре метеоролозите најавуваат облачно со дожд, а ќе дува северозападен ветер. Дневната температура ќе достигне до 25 степени, додека утринската ќе се намали до 10 степени Целзиусови. Тука е крајот на денешното издание на Дневникот. Ви посакувам пријатна вечер, од мене довидување.